Почитувани, продолжуваме со денешното предновогодишно издание на 24 анализа. Донесуваме уште една мотивирачка приказна со нас вечера во студиото и господинот Јове Кекеновски, универзитетски професор. Меѓутоа сега го поканивме од една друга причина. Кекеновски, добро вечер и благодарам што прифативте поканата вака предновогодишно да ни ја раскажете вашата приказна со освојувањето на 2 први места, рековте така, со твоето хоби, свирењето на армоника. Најнапред да благодарам што ме поканивте и ви благодарам еве што ги следите и моите успеси, не само на политички и научен план, тука еве и на музички план. Јас прв пат доаѓам да говорам за музиката токму во вашето студио и во вашава телевизиска куќа и мислам дека имаме што да кажеме вечера. Значи, јас после долги години абстиненција, поточно после 27 години абстиненција од мојата, честопати сакам да кажам, прва љубов хармониката, за време на корона кризата, после убедување од пријатели, академикот Камбовски, другар ми Мечос, кој постојано цело време ме убедува: Јове, абе ти си професор, меѓутоа продолжи си да се свириш, а јас некако тврдоглаво настапував, може би искомплексиран од одредени зли јазици кои што се обидува моето занимавање со хармоника во младоста и моето знаење фактички да го девалвираат до крајни граници, па употребува разни епитети свирачот, хармоникашот и малку подригнава тоа. Зашто таква е нашата средина, инаку тоа е доблест, тоа е знаење, тоа е уметност. Тоа мора да, еве, сега и они дозна дека ова е додадена вредност дополнително. Да, еве сега го видоа хармоникашот во правото светло, меѓутоа светскиот првак во хармоника. Значи се работи. Кажете ни за кој така надпревар беше, како се случи да бидете поканети, плакетата ја добивте таму, носите дипломите што работи за ќе ги покажеме. Светски трофеј на хармониката во организација на Светската конфедерација на акордеонисти, кој се одржува по 75 пат, секоја година во различни градови, меѓутоа оваа година и наредната година ќе се одржува во градот Монтерже, бидејќи тоа е еден од спонзорите на фестивалот, бидејќи и овој фестивал потребни му се спонзори да има, со максимална поддршка од локалната самоуправа на Монтержис. Значи се работи за најголемиот фестивал во кој што има учесници од целиот свет. Не можам точната бројка да ви ја кажам, бидејќи ја не знам, меѓутоа можам да ви кажам дека во финалето во офлайн учествува некаде околу 140 солисти во околу 14-15 категории и плюс категорија на оркестри, значи околу 150 надпреварувачи имаше. Во секоја категорија од прилика по 7-8, бидејќи доаѓа таму во ова финале влегува членките на федерацијата, кои што се 60 на број, претходно тие одржуваат своји надпревари. Првите тројца победници од секоја категорија влегуваат тројцата победници од категориите онлайн, тоа на која што јас се пријавив, односно ме пријавија, тоа беше во текот на месец октомври, и сите тие победници влегуваат веќе во офлайн финалето, каде што во живо се свириш. Значи, јас ни на крај памет не сум помислил дека после толку години ќе дојдам до такво ниво да учествувам. Дали вие го откривте овој фестивал, ова на Не, сега ќе ви кажам една интересна случка. Јас после толку години, вториот јавен настап со хармониката ми беше во Битола на фестивалот хармониките и таму имаше еден професор, универзитетски професор по хармоника, кој што ме слушаше како свирев таму и вели: Вие, јас ве познавам од минатото, вие бевте во Југославија 3 пати втор, 3 пати трет, бевте. Вика, слушам, имавте долги години пауза, сте се вратиле во ова изворедно темпо, вели, во изворедна техника имате. Вие треба да бидете и на светско ниво. Ја велам да не се зафркавате со мене, велам, многу години пауза, дали можам јас да им парирам на сите луѓе таму. Не, вие можете, вика, вие може да договорите. И фактички тој професор Ракич, Зоран Ракич, кој што ме пријави на тој фестивал, снимив потоа неколку композиции, им ги испратив, ги преслуша, понатаму имаше онлайн директно јавување од Франција, каде што пред жири комисија се свиреше онлайн, и јас победив тогаш во мојата категорија. Но вие таму присуствувавте, така, кога беше... Не, првиот пат онлайн беше не беше физичко присуство, туку онлайн беше преку интернет, и тогаш го оставив и во мојата категорија 13Б, тоа е
60 плюс, бидејќи не може да се надпреварувам со млади деца, не може да се надпреварам. Си има категории, реков, отприлика категории според старосната граница. Па има неколку категории. Има категории од една страна според жанрот кој го свирите, дали е тоа сериозна музика, дали е тоа джез, дали е вариете или world music. Јас сум во world music, светска музика, во таа категорија и во категоријата на мои возрасти, бидејќи сметаат дека имам големо искуство и би бил чекор напред ако би бил со останате, велам, ама јас имам сепак 63 години, велам сега да... И така ми остана како една анекдота, не вели ова се правилата, и на онлайн надпреварот јас од можни 25 поени освоив 23,53 и го освоив убедливо првото место во таа категорија, таа диплома од онлайн. И потоа неминовно беше да одам понатаму, ако сакам до крај да заокружам оваа титула, и тогаш дојде поканата како победник на онлайн надпреварот, дојде поканата да учествувам во живо, односно офлайн да учествувам. Колку помина простор од онлайн до ова настапот во живо? Помина скоро 2 месеци. Тоа беше некаде на 8 октомври, а другото се случи од 25 ноември беше ова до втори цела недела, до 1 декември отприлика. Така цела недела се одржуваше таа недела. Така да јас и претходно вежбав за овакво, но меѓутоа се најдов во една друга ситуација, тие ми рекоа може да го свирите истиот репертоар, можете и друг. И јас не сакав да го свирам истиот репертоар, бидејќи ќе испаднев ограничен, и затоа го проширив. Од онлайн настапи? Да, од онлайн, сосема друга програма спремив, и таа програма, бидејќи на 2 пати настапува 2 различни програми, каде што доминираше нормално нашата македонска музика. Имав обработка на 2 народни песни, Се посврши сер без донке и Со маки сум се родила, во аранжман на Кирил Стојчевски, професор тебе. Во оваа прилика упатувам јавна благодарност за сето тоа што го стори за мене, бидејќи навистина многу ми помогна во делот на неговите сугестии и како да го оценам, како тој го замислува сето тоа. А морам да ви кажам и навистина еден бравурозен аранжман со хармонија, мислите дека свири цел оркестар кога се свири со басови комплет. Во оваа прилика и Горан Лачки исто така, мој другар, пријател од деца, кој што исто така беше со мене поради неможноста Кирил да биде, сметав дека е добро да еден ме придружува, нели како велиме да ми го држи стравото. Така, да. Па и навистина се сугестии. И сепак имате искуство и тоа, меѓутоа кога излеговте на сцена, знаете што, беше чувството? Страшно е чувството, страшно в смисла да јас сум се појавил многу пати јавно, меѓутоа сепак тоа е фестивал, како би ова кажала, е сосема друго чувство. Знаете, јас можам да говорам на говорница, да држам говор пред 100.000 луѓе, меѓутоа овде во еден момент ме фати трема, почна раката да ми се кочи, во едно време ми се топли, едно време се кочи, и благодарение, а сите ние тие надпреварувачи од нашата категорија сместени во една вежбална, каде што секој си вежба, и не знам, Господ ли ми го прати Горан Лачкиот, што се грижеше за мене како ќе бидам, а ми знае дека сум тремачи. И дојде со самиот разговор со него, веќе ми олесна многу и така релаксирано настапил. Бидејќи човек ако не чувствува одговорност, нема да има веројатно и тремата толку присутна. Ама ако сте одговорен, генерално таму нема никој кој што е случаен човек. Таму се генерално сите со завршена музичка академија или со конзерваториум за хармоника, или пак студираат на факултети каде што глобален напредок, рековте 75 години традиција, тоа е блескава традиција. Само јас бев професор по политички науки, универзитетски професор, и они беа изненадени. Прво како на тоа ниво да дојдам како професор. Сте залутале во Па на почеток да, и кој им ја покажав биографијата, се изненадија и сите, и мислам дека ги собрав симпатиите таму и на публиката и на жири комисијата. Инаку морам да кажам дека жири комисијата во секоја броеше од најмалку 10 до 16 членови, сите поединечно бодува. Од секоја држава членка на федерацијата имаше на чевеја таа диплома на кој што се потпишени 12 членови на жири комисијата, и што е интересно, на овој офлайн надпревар во Монтержис, јас од 25 максимални поени освоив 24,1 поен, што значи подобро од претходниот онлайн надпревар кога сум бил. Значи во меѓувреме сум напреднал, ако можам така да речем, или пак сум ги погодил програма. Таму претпоставам не може да се купат дипломи.
Па не можат, видите, има различни, имате од сите држави различни. Има еден принцип. Не може да биде од државата од која што доаѓа над преварувачот да биде оценувач. И така е водена сметка да сите дури водат сметка и околните држави да не дојде, да има што е можно помалку во жирито, за да имаат помало влијание врз жирито. Значи сите посебно оценуваат и никој не знае кој кого оценил, што оценил. Дури отпосле се и сите гледачи можат докога го отворат сајтот на Конфедерацијата, може да ги видат дури како гласале секој од нив. Мојата најниска оценка беше 23,5 и тоа од еден румунец. Јас си велам, може би овој румунецот дека свирев една румунска композиција и велам, па тој наместо да ми даде најмногу поените, ми дал најмалку 23, се шалев малку со него. Меѓутоа он очигледно така оценил дека треба. Така го восприемал, така го оценил. На крај за вкусови не се. Да, сега во однос на репертоарот се реков дека свирев неколку мои композиции. Тоа беа фактички, ако го сметам и првиот дел, беа 3 колажи. Имате насловено сега дали што велите колажот насловен Кекениус Македониус? Не, тоа е. Или е тоа соло песна да речеме? Не, тоа е една соло моја композиција и по нејзе имам издадено последното CD кое што ми е издадено, а сега овие денови, вчера ми соопштија од најголемата продукцијска куќа на Балканот ПГП РТС дека веќе почнале да го штампаат моето најново CD, на кое што исто така ќе се најде таа композиција Кекениус Македониус, а претходното CD го носи името носечка композиција токму Кекениус Македониус. И ме прашуваа што значи тоа. Еве што значи добро, што значи тоа, ама не значи, ништо не значи, едноставно така во моментот ми дојде да биде малку поуникатно, да биде малку позвучно, бидејќи во народната музика ретко се употребуваат вакви префикси или имиња со латински назив. Ама и привлекува, како име привлекува. Да. Кекениус нормално дека Кекеновски, Македониус од Македонија. И мислев дека добро ќе биде заради звучноста, нели? И тоа е еден од можеби од погодоците убави, токму што претходното CD го носи тоа име насловена нумера. И таму бевте како Јове Кекеновски или Жове Кекеновски, како што ве најавива, од Македонија. Само од Македонија, да. Како се случи да бидете само од Македонија? Па не знам, јас во формуларот што го пополнувам пишувам нормално Република Македонија, немам употребено термин, се уште немам употребено термин Северна Македонија, бидејќи си ги знам правата, крај крајава знам што сум и од каде потекнувам. Меѓутоа тие во дипломите и во најавите секаде го употребуваат терминот Македонија и им благодарам на сите нив кои ме почитуваат максимално, со тоа почитуваат и мојата држава, односно името, вистинското име на мојата држава. Така, значи тоа сепак било нивни избор, а не ваш, да речеме, не сте биле прашани. Да, ако сакате само да се надоврзам, она што беше интересно, јас реков свирев една румунска композиција, понатаму свирев еден италијански валцер, и тие беа навистина изненадени. Тоа е посебна, специфична наполитанска музика од еден познат италијански композитор, Шток му е името. За презимето не се сеќавам, меѓутоа многу интересна, бидејќи цело време е во она што велиме музички триоли и бара врвна техника за да се освири сето тоа. И навидум кога го слушате мислите дека е многу лесна композиција, меѓутоа да се освири е многу тешко. И јас така имајќи трема на почетокот почнав малку така како со помеко свирење во смисла што страшливо да додека помине, меѓутоа брзо ми помине таа бала трема. Така ќе види нашата публика, нашите гледачи ќе видат. Понатаму се опуштив и си течеше навистина како што бев замислил, како што го сушност вежбав дома, бидејќи друго е да вежбате дома пред огледало, а друго е пред толку публика. И покрај толку настапи велите дека имавте трема, ви се појави трема. Тука немаше случајни луѓе. Прво луѓе доаѓаат кои ја сакаат хармоника, кои ја разбираат хармониката. Второ се работеше за сали кои што собираа по повеќе 700-800 места и во вечерните часови кога ние вон над преварот настапувавме, ние фактички ја повторувавме програмата или некоја нова програма, каде што моравме за публика, како победници, нели, да отсвирим. И самиот мотив, самиот аплауз, кога ќе го слушате, јас
одам на митинзите сме научени убава или било што, меѓутоа ова веќе сосема возбудува и повеќе мотивира. Така е, нашите гледачи на емисијава ќе имаат можност на крајот да слушнат дел од тоа преубаво музицирање. Јас имав можност нели преку видеата што ме ги пратилте да го слушнам тоа, но ќе споделиме со Инаку ќе објави еден каталог на сите учесници со сите numери со кои што настапувале, редоследот на сите категории, места, така да ова ќе ми биде еден голем спомен и сите оние кои што сакаат можат на адресата на Конфедерацијата да го сакале повторно некогаш Кекеновски да се би имале право, не знам правилата какви им се. Па јас не ги знам, мислам дека би имал право, меѓутоа јас имам доволно години да не ми е потребно. Ова го направив прво од две причини. Прво, ајде што ме натера професор, втората причина беше што мојот покоен татко, додека беше жив, често пати знаеше да ме прекори. Синкове, ти си многу и наечија, кога ќе запнеш нешто, сакаш се по твое да биде и сакаш да оди како што... Вика да ме, бидејќи тој беше хармоникаш, и вели, да ме слушаше мене, немаше 3 пати трет да бидеш 3 пати втор, ќе беше прво Југославија. И јас со брат ми одејќи, нели, палиме од време на време свеќи, нели, и кога се празници, и кога се, нели, да. И со брат ми низ разговор велам, не му кажуваме сега, меѓутоа ако победам, ќе дојдеме да му кажеме дека сум победил. Може би ќе не гледа од згора, така и тоа остана. Ова и пехарот, нели што го добивте таму? Ова е пехарот за мојата категорија и овој ми е најдраг пехар, бидејќи можеби најсвежа. Не помалку ми се драги и сите оние останите. Од оние награди што сте ги добивале на ниво на Југославија, иако на ниво на Југославија да бидете втори и трет не била мала работа, мислам се. Таму имаше по стотици, да не речеме илјадници надпреварувачи во тој период, меѓутоа јас бев млад тогаш, бев на 22-23 години, 6 години поред се надпреварував, меѓутоа ова ми е подраго бидејќи успеав после толку време да се вратам и морам да ви кажам, корона кризата на некој му донесе несреќи, мене ми донесе среќа, благодарение на моите пријатели кои што ги споменав, кои беа упорни во сето тоа. Јас навистина вежбам, многу труд вложив во сето ова, а поготово да не говорам летниот период, посебно од оној период кога ме пријавија, се случуваше по 6-7 часа дневно во просек да вежбам. Дури моите другари научени да се дружиме, да излегуваме повеќе. Се затвори, избега, те снема некаде, меѓутоа еве веламе заради ова место. Еве го делото, нели, поради и резултат. И наравно учение, значи секој труд кој ќе се вложи. Ова е една порака до младите. Ние во Република Македонија имаме навистина голем број на таленти, изврсни уметници, посебно на хармониката. Така, музичка нација сме, како да кажеме. Да. Има една поговорка, нели, кога рекле во Србија не оди, не свири, во Босна не пее, во Македонија немој ниту да свириш, ниту да пееш, ниту да играш. Ние сме играорци, да. Така да нека вложуваат што е можно повеќе труд, нека вежбаат повеќе, бидејќи трудот ќе им се исплати кога тогаш. Мене ми е драго што Македонија има еден претходно првак во класика, токму на овој фестивал, и јас сум вториот кој што освоил во една сосема друга категорија, меѓутоа не само музичката академија, туку и еве сите оние кои што обучуваат, нели, мои колеги од оваа друга страна што имаат своји школи, нека вложат малку повеќе напор со своите ученици и да ги спремаат на сите овие надпревари, да видат дека Македонија има таленти и може да се носи со сите врвни школи. Дали вака лично пред себе си, кога ќе го гледате Пехаров, нели, дипломиве што ги добивте, дали сметате дека на некој начин со овој настап таму, со пријавување за да се тркате, да се такмичите, дали сметате дека лично се одолживте кон оној долгогодишен геп, голем период што сте го направиле да ја оставите на страна хармониката? Да, мислам да апсолутно. Јас реков, да не беше тоа субјективна причина кај мене да не падам под влијание, јас можеби немаше да дојдам на ова ниво, можеби би вежбал, меѓутоа тоа би било млитаво вежбано, не би сумел мотив. Меѓутоа, одеднаш, очигледно тоа било подсвест, во мојата подсвест цело време тлеело, и одеднаш доаѓа време кога требате да кажете, сега можам да го направам. И верувајте, кога повторно, после толку години почнав да вежбам, јас почнав како почетник.
Јас го знам како треба, меѓутоа прстите не работеа. Не работеа и сега. Со вежбање нели со со вежбање, меѓутоа многу вежбање, верувате дека многу вежбање и сега нема композиција што не можам да оценам, и тоа кога говорам свирење, говорам за техничко свирење. Седумосминскиот што важи за македонски такт, го примерувавте колку што можам јас да забележам. Не, ние имаме навистина најразновидни тактови и многу богати тактови. Имаме 11-торки, 17-торки, 13-торки, 20-торки, 24-ки кои што не можат воопшто да ги избројат нели на западот. Еве се случи композиција од нашата легенда Кочо Петровски, свирев и една негова композиција, тоа е Играорна фантазија. Тоа е 5 осмини. И тие не можеа да го избројат со оглед на тоа што дека да го согласите во еден таков ритам и левата и десната рака, поготово десната која што има многу бравурија, многу трилери кои што има, и тие едноставно не знаат да го избројат. Ке избројат до половина и не може да се снајдат. Па им го објаснувавме со Горан ние поединечно што значат тие. Да, и како можело тие трилери. Па мислам дека понатаму ќе следуваат позиви, нели, покани за разни гостувања. Меѓутоа, тоа ќе го оставам за пензионерските денови, сакам уште малку да се посветам на науката. Бидејќи ова година навистина во делот на науката ми помина фантастично. Имав неколку големи проекти и успеси, едно од нив е ресурсниот центар што премиерот го промовираше сега пред 3 недели од прилика, анализата за потребата од постоење на ресурсен центар за поддршка на единиците на локалната самоуправа е моје дело. И тоа ќе се имплементира во законската регулатива, а во меѓувреме на една многу голема меѓународна конференција, каде што тоа беше конференција на кривичарите, на луѓето што се занимаваат со кривично право. Јас бев единствен политолог и каде што предложив една депоред мојот труд што го имав на темата на самата конференција, предложив и декларација за усвојување на ново кривично дело, тоа е политички геноцид, кое што сметам дека не е доволно разграничено, а страшно се злоупотребува. Значи, ја направив дефиницијата, основите на тоа кривично дело, и беше предложена, се одржа една округла маса на која што имаше... Што претпоставува, за кои дела политички геноцид? Политички геноцид, знаете што, мораме да го разграничиме. Геноцидот воопшто е физичко уништување на еден народ, на една етничка групација. Меѓутоа, ова е тивко уништување на еден народ, каде што со системски мерки една држава, една политичка власт, настојува да го уништи националниот, културниот и духовниот идентитет на еден народ или на една етничка групација. Тоа што не се случува на нас, сиве овие години со нашите соседи, тоа што се случува, да речеме, со курдите, тоа што се случува со ујгурите, тоа што се случува на Тибет и така натаму, се дел од всушност сегменти на политичкиот геноцид на новото кривично дело кое што јас го дефинирав и кое што побаравме со резолуција. Тоа ме радува мене, што имаше одредени забелешки во смисла на подобрување и појаснување на одредени термини кои што беа поставени и беше општо прифатена. И она што е битно, што мене ме радува, на таа конференција присуствуваше и Пино Арлачи. Пино Арлачи е познат кривичар од времето, ако се сеќавате, на црвените бригади, Алдо Моро кога го убија, тој му бил шеф на тогашниот обвинител, бил нели на врвот на обвинителството, меѓутоа морал да замине во САД, во Соединените Американски држави, и долго време бил помошник секретар на Кофи Анан. Тој срдечно и со многу големи симпатии ја прифати оваа декларација, дури даде своји одредени забелешки, и она што посебно ми импонира, што тој ќе биде еден од идните кандидати за генерален секретар на Обединети нации, и се надевам, ако во меѓувреме додека не стане тој, ние ќе ја истуркаме таа резолуција, се надевам дека ќе ги помине комисиите, правниот комитет, комитетот за слободи и права, да дојде, и би било голем успех ако дојде до таа резолуција да дојде на дневен ред на
пленарна седница на Обединетите нации, па да се расправа за едно ново кривично дело, Зошто да не? каде што ја би можел слободно да отидам и да го образложувам пред цел свет, пред цела Обединетите нации. Ако се надевам дека ќе ви се исполни овој сон, бидејќи како се менува светот, треба да се менува и кривичното право. Ова е резултат на работа и крај крајва сите се свесни дека отсуствува тотално да постојат санкции за сите овие кривични дела, бидејќи имате вие културоцид, имате да речеме екоцид. Да, меѓутоа говорам за овие кривични дела, во делот на геноцидот. Имате прогон исто кое што влегува, меѓутоа не ги опфаќаат. И гледаме дека тие долги години го прават нашите соседи и овие држави што ги споменав, меѓутоа никаде никој не доби санкции за сето тоа. И ако влезе во корпусот на кривични дела во меѓународното право, верувајте дека тоа ќе се прошири понатаму и во националните права на сите други држави, и мислам дека тогаш Македонија ќе може да се гордее со мене, иако и до сега би требало. Ние го градиме како камчиња, нели, на мозаикот на Македонија, и сме оставиле некако печат низ работењето, нели, низ функционирањето како нешто за општото добро, за големата слика што велам јас. Господин Кекеновски, уште малку имаме време, јас сакам да оставам на крајот 5 минути за, нели, ветивме на гледачите за тоа ваше преубаво музицирање на сцената каде што бевте, нели, на меѓународниот фестивал. Мене ми е жал што не можевме денеска во живо да настапиме. Јас ветивте, но добро, ветив, меѓутоа моите другари што свираа со мене, нели, нова година има многу прослави, не можат да стигнат да навежбам. Се надевам дека и вака ќе ја задуке. Значи не можеме да се собереме да навежбаме, а јас не навежбам, не сакам да се појавам. Така. Имате трема, така? Иако не делувате дека имате трема. Не, сега немам никаква трема. Иако се надевам дека и вака љубопитството ќе го задоволиме на нашата публика, на нашите гледачи. Само што вас сакам да кажам дека ова награда, ова достигнување го посветивте на вашата внука, да не изумам да споменам. Па знаете, таа ми е најголемата радост и се што работам во последно време се и го посветувам незе. Дали пројавува и вака афинитети кон музиката? Многу голем афинитет појавува и уште сега покажува талент, и се договараме со незината мајка и со мојот син да од септември кога ќе појде на школа да ја запишеме во Златно славече, па да оди малку да видиме дали има на дедо, мада има и на татко и музикално, татко и нези, исто е така музикален, меѓутоа не завршува со нижо музичко училиште, и денеска се каја, има кој да го наследи тоа така. Кекеновски, благодарам што споделивте оваа лична приказна, успешна приказна, и еве, затоа реков како мотивирачки, нели, приказни животни искуства, затоа и така емисијава ја посветивме денеска пред Нова година, последно издание во старата година, сега последниве минути, нели, ќе ги оставиме на вашето убаво музицирање, ќе уживаме и ние овде во студиото, и среќни предстојни новогодишни божикни празници. Благодарам, среќни празници на сите гледачи, на сите добри и недобри луѓе, нека ги пратат среќа, успех во животот, и еве уште еднаш да повторам, овој успех само е еден успех, и би сакал вакви успеси да има што повеќе Република Македонија во светот. Така и ќе има и толку гостувања, уште повеќе. Да не зборуваме само за политика. Так. Благодарност уште еднаш и до нашите почитувани гледачи, а сега да уживаме заедно во музиката.
Thank you.